Хвала на сите. Се надевам имате убав ден. Денешниот ден ќе го започнеме. Најпрво ќе застанеме стабилно. И малку, нели, ќе го ситиме телото, ќе се ситиме себе си. Ќе ги ставиме длабоко, ќе ги доприме прстите и стапалата на подот, на земјата. Расшири ги прстите на нозете и насочи го вниманието, тежината на телото на прстите на нозете, неколку пати напред-назад. Како нежно нишкање кога имаме целосно, за да ги почувствуваме прстите и стапалата, да ги активираме. Потоа одиме со двете раце високо горе, препрети ги прстите. Се искачуваме високо горе и так. Со паѓање на петите долу на подот, правиме благо тресење, вибрирање на клетките во нашето тело. Особено важно за вибрирање и циркулација на лимфата во нашето тело, за кое што е клучно истегнувањето и вакви вибрациони моменти на телото, затоа оние кои што трчаат и джогираат, па застанете, нели? Кои што трчаат и джогираат, го чувствуваат таа размена на клетките и нели телото им се по без толку токсични материи. Да не кажам слаби, нели? Бидејќи дебелината е поврзана со тоа колку јадеме, како живееме и со токсичноста во која што се наоѓаме. Денеска сакам да работиме поздрав на сонцето, бидејќи во еден сплет од 6 и 6-12 асани целото тело, сите чакри ги активираме, целото тело се активира и се енергизира. А така ќе застанете на почетокот на вашето чирвече, или се движиме од напред кон назад цело време. Започнуваме со тоа што двете дланки ги ставаме во пределот на срцето и се поклонуваме. Потоа двете раце одат високо горе, како да сакаме нешто да фатиме и се заполнуваме назад во позиција на лак, колку ни држи грбот, нели? Потоа двете раце одат високо горе и напред, кон како Г буква да ја правиме, и ги спуштаме дланките доле на подот. И сега на почетокот ќе почувствувате може би затегнатост, отпусти ја главата, можеш благо да ги потвицкаш колената, благо, и потоа правиме голем расчекор со десната нога назад, позиција на јавач, прстите на дланките и прстите на нозете треба да се во иста линија. Она што заборав да ви кажам е доколку веќе сте практикувале поздрав на сонцето, можете да направите вашата варијанта, бидејќи секоја јога школа има некоја дополнителен, за разлика од класичната бихарска школа на јогата, каде што асаните точно се одредени. Современата јога додава асани и варијанти на секоја еден циклус. Така да ние во позиција на јаваш ги буткаме колковите напред, а брадата нагоре и при тоа внимаваме коленото на левата нога и стапалото да се во иста линија. Потоа одиме кучесто на ведната глава, ја повлекуваме левата нога назад. Петите ги носиме на подот, главата и грбот буткаат кон бедрата. Остани така. Од тука одиме во позиција на стап. Што значи тоа? Тежината на целото тело е на дланките и на прстите на нозете, но телото треба да е стегнато како стап, не е вака нагоре или некако другачи или надоле. Целото тело како стап, па ги спуштаме колената. Го спуштаме брадата и градниот кош. И ова се нарекува позиција на 8 точки, допираат прстите на нозете, колената, дланките, брадата и градниот кош. Спушти ги колковите доле, исправи ги нозете се споени и полека се подигаме во кобра. Со тоа што на крајот се подигаме целосно на раце, па одиме преку мачка во кучесто на ведната глава. Можеш нежно со петите да притиснеш напред-назад, да осетиш позицијата. Левата нога оди помеѓу двете дланки. Повторно во јавач, коленото од десната нога е спуштено, брадата нагоре. Остани така малку, осети ја позицијата.
штипалка, ја повлекуваме десната нога кон левата. Нозете, колината, ако можеме ги исправаме, ако не се малку подсвиткани, главата отпушти ја, плешките отпушти ги, тенденција на брадата да доди до бедрата. Двете раце ги подигаш, одиме нагоре, 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 кон нивото, па наназад во лак. И постави ги дланките по прилог на срцето. Издиши, поклони се. Ова беше десната страна на телото, одиме левата страна на телото. Диши центар и издиши поклон. Диши центар, одиме во лак. Диши центар, одиме доле во штипалка. Левата нога назад, десната напред, јавач. Левата нога оди кон, десната нога оди кон левата. Се извлекува во куче со наведната глава. Позиција на стап. Колината одат на подот, гравниот кош и брадата оди на подот. Нозете се на подот и одиме во кобра. Куче со наведната глава. Десната нога напред, левата позади, јавач. Левата нога напред, штипалка. Двете нозе, двете раце ги подигаме нагоре и назад. Во лак. И поздрав на сонцето. Дланките се споени, се поклонуваме. Ги отпуштаме рацете. Ова беше еден циклус само. Замислите, вака сме правиле по 108 циклуси. Сега уште еднаш ќе направиме, ама со побрзо темпо, односно не со побрзо темпо. Јас нема да зборувам, тук само ќе го изведувам, а вие повторувајте по мене или ако го знаете веќе, вежбајте го вашиот циклус. Значи, одиме со позиција на молитва. Минимум ќе зборувам, значи. Лак. Штипалка. Јавач. Куче со наведната глава. Стап. Позиција на 8 точки. Кобра се исправени раца. Куче со наведната глава. Лева нога напред, десна позади во јавач. Десна нога напред, штипалка. Двете раце. Високо напред, назад. И молитва. Дланките спушти ги. Уште еден циклус од левата страна сега. Позиција на молитва. Лак. Штипалка. Лева нога назад. Десна напред. Јавач. Десна нога назад. Стап. Позиција на 8 точки.
Обрати исправени раце. Почесто на видната глава. Јавач. Штикалка. Лак. И молитва. Пушти ги рацете и остани така. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме и почувствувај го телото како ти се опушта. Без разлика што си во стоечка позиција. Ментално во себе, отпушти целата тензија. Што и да имаш внатре во себе. А потоа направи голем расчекор со двете нозе. Двете раце ги позиционираме во линија на твоето рамо и одиме десна рака, лева нога, меѓутоа коленото на левата нога ќе го свиткаш малку, со дланката ќе додеш до стопалот. Па врати се горе, одиме од другата страна, лева рака, десно стапало, врати се назад, продолжи во тој ритм. Уште еднаш. Одлично. Уште ги рацете. Сега одиме наизменично, десната рака нагоре и назад, левата рака нагоре и назад. Наизменично, кружни движења. Како наназад да пливаме. Одиме напред, пливање. Одлично. Протреси раце. Извртување на ребетен столб од стоечка позиција. Го правиме со тоа што ги расшируваме нозете, клекнуваме на нашите колена, на надколениците се подпираме. И полека левото рамо кога оди надоле, десното оди нагоре, главата го следи десното рамо, горе, и усети како ти се извртува ребетниот столб, и се активираат грбните мускули. Одиме од другата страна, десното рамо оди доле, левото нагоре, погледнете нагоре, врати се назад. Одиме од другата страна, убаво дозволи да се изврти све. Одлично. Центарот, телото исправено. Одиме бастрика од стоечки став, со тоа што овој начин на дишење е поврзан со заземјувањето и со добивањето на самодоверба. И затоа е убаво еднака енергично и целосно да го правите. Значи со вдишуваме ги подигаме рацете горе и со издишување го подигаме коленото и лактите се приближуваат едно кон друго и така наизменично менуваме. Вдишуваме, издишуваме само преку нос, силно, енергично, со ентузијазам и буквално целосно ставете се во денешниот ден, што се треба да направите, зашто се ви треба да имате внатре во себе. Не е тоа само самодоверба, тоа е верба во себе, во тоа што го правите дека е најдобро за себе и за другите нормално. Диши. Наизменично ги минуваш страните.
Диши длабоко. Еднаш длабоко вдишуваме, отпуштаме. Има го сончевиот зрак. Секој утро што ме поздравува, вака ги застанам. Диши, издиши, одиме уште еднаш. Почувате со поспора темпо и го забрзувате темпото. Повторно е ангажирано целото тело, вашите плуќа, вашата внатрешност, вашиот фокус, се што имате во вас. Диши длабоко, задржи го воздухот, држи така. Издиши, отпушти. Издиши, отпушти, седни во седечка позиција. Која и да е таа за тебе? Стави го вниманието на твоето природно дишење. Не го менувај. Диши длабоко, издиши. Не го менувај, само опушти се целосно. Ставајќи го вниманието на врвот на твојот нос, започни ментално во себе да броиш од 27 наназад за следниот начин. Дишувам 27, издишувам 27. Дишувам 26, издишувам 26. И така наназад. Доколку ви избега умот во друга насока, се враќате назад и почнувате од 27 од почеток, без да се критикувате себе си. Свесност и присутност на дишењето, на броењето и на сега и овде. Биди сигурна дека броиш или дека вниманието ти е на дишењето. И тоа чувство на внатрешен мир, тоа чувство на фокусираност, на случајно внимание. Посакај си на себе убав почеток на денот.
ментално во себе, кажи си ја твојата мантра, твојата афирмација, која што е поврзана само со тебе. Прегрни си се внатре и дај си дозвола да бидеш ти. Без да се стиснуваш или прилагодуваш на другите. И нажлавоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме телото. И отвараме очите и му се насмевнуваме на денешниот ден. И благодарам многу, се гледаме на утрешниот јога час. Чао!